која ја нарекуваат кралица на бакшижот. Жената што секоја вечер ја освојува публиката со нејзината енергија, контроверзност и уникатен стил. Таа е постојано на сцената, живее живот под светлата на рефлекторите, но зад нејзината насмевка се крие емотивна приказна, која се надевам дека ќе ја сподели со нас. Луиса, добре дојде во Hype МК. Ти благодарам што си и нашија гостинка. Како? Добре ве најдов, добра сум. Како си ти? Супер сум. Фала ти на прашање. Се надевам дека ова интервју ќе биде интересно за нашите гледачи и дека ќе споделиш некои детали што досега не сме ги слушнале. Па да ти кажам искрено, тешка сум за интервју, али пробај да извадиш максимум од мене. Ќе се потрудам. Како се чувствуваш кога те нарекуваат кралица на бакшижот? Дали тоа ти ласка или те провоцира? Па се чувствувам како кралица. Кралица. Баш како кралица, да. Нели, кралица на бакшиж, без разлика кралица сум. Така, тоа е факт. Да. Иако не ми се гледа круната. Си ја имаш виртуелно, ти си знаеш дека постои. Секојдневните настапи во локалите се физички напорни, но дали некогаш ти се случила најлудата вечер што никогаш нема да ја заборавиш од тие сите многу вечери што ги имаш споминато? Па да ти кажам, стварно е многу напорно, пошто јас не работам само, ајде да кажам, настапи да ги кажам како работа. Не работам само колку да се појавам на настап, јас испеав и тоа е тоа. Него јас стварно се вложувам и стварно сакам секој што ќе биде присутен на мојот настап да биде лудо и незаборавно. А луди работи, па секоја вечер се дешава по нешто. Може ли да ни откриеш нешто, пака што ти оставило внимание, печаток? Сите се под дејство на алкохол. Ја имам слушното дека нешто ги фаќаш за душа и ги фрлиш надвор. Дали е тоа вистина? Не тоа само кога ќе ми паднат на скроз ролетните, кога ќе се изнервирам. Иначе во принцип сум фина и пристојна, насмејана, пеам. Да. Ама кажи ми што им правиш? Али кога ќе ме изнервира, значи одма идам, ало, селјачиште, значи почнувам тука да веќе исклучувам. Баш летово ми се деси ситуација во Битола пеам и свртена со грб. Пеам на маса кај луѓе. И како поминува дечкото позади мене и ме фаќа за гъс. И јас во истата секунда се вртам и го фаќам за гуша. Викам, од кај си ти бе? Што се понашаш вака? Од кое село си дојден? Од која планина си слезен? И тој ми вика, ме гледа и така возбуден ми вика, а јас на микрофон, значи она цела кафана слуша, да. Викам, од кое село си? И он ми вика, од Рековци. Кога го слушнав, јас не може веќе како да изреагирам, само викам, окей, го пуштам, викам, иди веќе и почнувам да се смеам, веќе нема. Да, се му е простено, само да се тргни од мене. Колкав е најголемиот бакшиш што го имаш заработено до сега? Па, лани, прошлата година, објав, мислам, кажав јавно, беше 310.000. Евра, денари? 310.000 денари, да, точна сума. Пошто не сакав да спорувам, али ме напна во едно интервју, ајде викам, ќе откријам. А ова година се појача, па може да се каже дека да откривам. Открио се. 700.000. 700.000 денари? Денари, да. Каде беше тоа? Тоа отидеме и ние? Тоа е приватна забава. Саке речат приватна забава, кој знае што се дешавало таму, не. Беа собрани луѓе, си ја правеа забавата мажи и жени, нормално. Не бев само јас женско единствено, бевме јас и колега музичар. Така да беше она во затворен простор, сите си седеа, си јадеа, седев со нив на маса, си пеев, беа презадоволни. Така. Од моето пеење, пошто многу често знаат да коментират дека пеењето не ми вреди ни 50 денари, али... Кој го коментира тоа? Општо луѓето. Има некој посебен? Па обичните луѓе. Најчесто, да. Често знаеш на твоите социјални мрежи да се пошегуваш со твоите следбеници, малце да ги спровоцираш. Но кажи ми, дали тоа зголемува твојата популарност или има обратен ефект? Па, дали зголемува популарноста, не знам, али гледам дека на луѓето тоа им е интересно. Кога јас ќе објавам нешто од приватниот живот. Пошто во приватниот живот јас уствари сум многу весела личност. Бавам, иако изгледам многу арогантно и многу лоша особа. Сите ми викаат дека имам многу лош поглед, али сум
Уствари, срцка сум, бе. Дали постои некој артист, твој колега или било која јавна личност од нашата сцена што посебно ти иритира? Ме иритира? Па има доста што ме иритираат, али ме иритира многу глумата. Глумењето нивно. Глумат ли нашите јавни личности? Да, и јас глумам. Мислам, јас се ставам во, да кажам, во естрадата, јас сум таа која глуми, али она е претерана глума и тоа страшно ме нервира, ме иритира. Кој глуми? Па треба. Мораш да ми издвоиш една личност. Мора да постои. Па не знам, ете ме иритира, пример, Ламбе Лабаковски. Не го знам лично, иако е мој сограѓанин, али така ми е, не знам. Не знам зашто ми е иритантен. Не дека имам лошо мислење, не дека го мразам човекот или дека не знам нешто. Едноставно ми е така, не ми е посакувана особа. Не знам зашто. Али мислиш дека ќе се врати на македонската музичка естрада како порано? Па зашто да не? Мислам, ако мисли он дека може да се врати со песни, со не знам, со неговата појава, зашто да не пробали? Едноставно така. Мислам, се имавме на Инстаграм, се следевме и има ставено некакво стори и мислам дека тоа стори него го погоди, што јас воопшто ни на крај памет не помислив на него кога го ставив сторито и ме одследил од Инстаграм и заради тоа ме иритира. За какво стори станува збор? Па не знам, нешто имав тргнато на кај Битола и као сега идам да ја палам Битола, нешто во тој контекст, али мислев као да ме ќе настапувам во Битола, па ќе го запалам градот, ќе биде хаос. Не мислев ништо лошо. И ме одследил од Инстаграм. Јас мислам дека се пронашол во тоа, али не мора да значи, не знам, можда има друга причина зашто ме одследил. Ќе го прашаме, ќе видиме. Сакам сега да поминеме малце на поинтимните теми од твојот приватен живот. Мислам дека нашите гледачи би ги интересирало тоа. Па нели јавните личности треба да луѓето да ги интересира само тоа што е јавно. Приватно мора ли да го интересира некој? Па мислам дека ги интересира и те како, Ајде поготово да кога видиме. станува збор за тебе. Ајде да видиме. Често велиш дека нема среќа во љубовта. Дали мислиш дека твојата кариера и начин на живот е причина за тоа? Па не мислам дека немам среќа во љубовта, тоа е на заебанци, јас го ставам такви сториња као немам среќа во љубовта, мислам. Едноставно не сакам да имам некого покрај себе. Барем не сега за сега, да. Зошто? Па немам време за тие работи. Премногу сум оптеретена со настапи, еве со снимање на нова песна. Константно нешто се дешава. Немам време јас да му се посветам на некаков маж. Не постои ли некој потенцијален? Па сега за сега не. Не Си имам симпатии, али некој потенцијален кој би ми бил дечко и да го покажам во јавност, не. Гори ли инбоксот? Може ли да ни покажеш Па, некоја еве во моментот пример. таму, во Еве во камерата? моментот. Значи тоа се плюс, дали ги има плюс 100? Плюс 100. Или повеќе? Па ако се 100 можеби ќе ги прочитам. Ќе имам време да ги прочитам. Значи констатиравме дека не постои некој во твојот живот за сега. Не. Значи- Мислам дека и наскоро нема да постои. Можеме да кажеме дека љубовта ја замени со кариерата. Да. Дефинитивно. Да. Побитно. Па и мислам дека и не би можела да најдам некој толку спремен и јак маж кој би одел покрај мене, кој би можел да го издржи темпото кој го живеам јас. Мислам дека мажите се плашат од многу јаки жени. И ќе ми прииде можеби некој, али се повлекувам. Знам дека ова е малку осетлива тема. Имавме прилика сите да слушнеме една твоја исповест во која што спомна твојот поранешен партнер и изјави што тој ти направил на тебе, што нормално сите го осудија. Кажи ми дали тоа што ти се случи тој период сметаш дека те направи посилна жена? Тој период бев стварно во, ајде да кажам, тешка депресија, али мислам дека многу ме ојачи, многу. И
Од друга страна, можам и да му кажам едно благодарам само. Не сум јас таја која треба да суди. Али да, дефинитивно сум многу појака жена и секогаш мајка ми вика треба да се учи од туѓите грешки. Али јас правам катастрофи, така да научив од моите катастрофи. Така. Знаеш да се пошегуваш и да си кажеш самата на твоите социјални мрежи, да го споделиш некој искуство, еве да се пошегуваш заедно со твоите пријателки. Спомна некој помагала на кој што им даваш имиња. Ау! Дали е присутно уште во твојот живот тоа нешто и од каде ти е таква интересна идеја? Па да ти кажам, присутно е, али... Дали го користиш? Моментално ми го има скриено другарка ми, не знам кај. Другарка ти да не е љубоморна? Па не дека е љубоморна, него не знам. Не. Значи го користиш премногу. Се плаши да не го искористам пред неа, валјда. Си го делите? Не го делиме. Не го делите? Не. Добро. Затоа сум себична, да се разбериме. Па нормално, кога немам дечка, јас морам негде да ја вадам негативната енергија, нели? Сепак сум жена на 32 години. Така Иако не изгледам така. Не, добре, 32 години не се многу. Не се многу, али сепак немам дечко, немам некој маш кој е покрај мене. Мора да има негде да ја вадам таа негативна енергија после нас. Така. Можда. Дали отвореност кон нови интим теми е табу тема или вистински начин да се приближиш до твојата публика? Па не. Мислам дека не е со оваа тема не можеш да се приближиш кон публиката. Али интересна им сум на народот. Да, интересна им сум. Тоа е многу интересно. Знаеш зашто? Затоа што сум директна и не знам, не размислувам како да кажам како другите, треба да бидам пристојна, сепак емисија, пеачка сум или неко. Не, јас едноставно сум луда и јас тоа што го мислам, јас тоа го кажувам. Тоа го покажуваш, да. Што би им кажала на тие што го осудуваат твојот начин на живот? Што би им кажала? Па, нека продолжат да ме осудуваат, пошто пак за да ме осудат треба да го видат нештото, нели? Али нема лоша реклама. Секоја реклама е добра реклама, така да и тие што ме осудуваат, одсвесно ме сакаат на некој начин. Баш пред некој време се шалев, викам нешто на народот, порано бев премногу хейтана. Премногу, значи, немаш добар збор за мене, апсурд нема шанси да се каже. Сега нешто послабо. Значи, слабо хейт коментари имам и баш се заебавав на таа тема, викам, треба да најдам некои нови хейтери, овие старите ме засакаа, они. Така, еве сега ги најдеме. Треба нови хейтери, да. Така. Дали некогаш планираш да излезеш од кафанската сцена и да преминеш на нешто поразлично? Поразлично, пример? Па на некоја друга професија. Дали се гледаш во некоја друга професија или тоа е што сакаш да го работиш во крајот? Во друга професија не се гледам. Би го работела ова, не знам, може би со бастун. Како викам, јас со кафана ќе умрам. Така, па еве, колку имаме докази, има многу пејачи што се веќе во години, а се уште настапуваат. Да, стварно си ја сакам премногу работата, премногу. И не знам, не се пронаоѓам во нешто друго и сакам кога сум во контакт со публиката. Не сум пример човек кој да ја ставиш на бина и само да пее, да направи журка и тоа. Сакам да бидам во контакт со публиката, сакам да допрам до нив, да се доближам до нив, да им дадам љубов, да не знам, тоа некако ми исполнува. Не сум само за набината и да ме гледаат. Не го сакам тоа. Така. Што може да очекуваме од тебе во иднина? Нови песни, па, од мене свашта може да се очекува, не се нови знае. провокации или може би нешто сосема поразлично? Може би да тоа може? Тоа не го очекувајте во скоро. Нови песни секако, провокации. Увек сум тука да провоцирам. Секогаш провоцирам. Видов сцена на Инстаграм од некој нов видеозапис. Да, спремам нова песна, ќе се вика Порок. Песната ја пишуваше Бока Димитриев, Борче Димитриев, Бока.
Кој е твојот порок? Кој е мојот порок? Не, ова е најнов порок. Тој е најнов порок. Па немам некој, али ако имам, ќе му ја посветам него. За, не знам, можеби ако се најдам дечко, за него ќе биде песната, ако не, ќе остане некој измислен во мојата глава по кој патам кога ми е досадно. Така е. Имам прочитано и видено многу скандали од твоја страна. Еден интересен ми Скандалите ми се на моја прва љубов, ајде така кажам. Еден интересен така ми запара за око. Какво мисли имаш за Давид Давидовски, твојот поранешен пријател? Па, да бидам искрена, секогаш за мртвите се зборува само убави работи. Така да ќе кажам све најдобро за тој човек. Тој за тебе мртов? За починатите све најдобро. Што те повреди толку кај него, кажи ми? Колку и да е лошо, за починатите све најдобро. Кажи ми што те повреди толку кај него? Знам дека порано се дружевте, бевте добри пријатели. Која е причината за прекидот на вашето пријателство? Па една обична глупост. Е причината за која немаше потреба, али сепак стојам позади тоа, за починатите све најдобро. Им толку. Луиса, ти благодарам на твоето интервју, на овој искрен разговор и се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостинка. Благодарам и тебе. Фала ви на поканата, па ќе се видиме во некоја следна прилика. Јас сум Марија Луиса, вие гледате Hype МК.